зборувам во неколку наврати за тоа дека децата ја градат сликата за себе. Знаете, многу често и ние дома го правиме пропустот, затоа што и дома ги критикуваме нашите деца. Кога на едно дете жртва на насилство ќе му кажеме, па добро, нели ти текна, ти што да направиш во тој момент? Автоматски и ние го виктимизираме, односно и ние го ставаме детето во позиција на жртва. Сакам да ви дадам една задача, како домашна задача, да земете слика од вашето дете и да земете еден празен лист. И на дневно ниво запишувате на листот како сте му се обраќале на детето во текот на тој ден. Кои зборови ги упативте кон вашето дете? Дали била некоја пофалба, некоја позитивна подкрепа, дали било критика, било казна, било некоја навреда и така натаму. После 2 недели земете го листот и прочитајте. Тоа што ќе го прочитате, ќе видите дека всушност е вашето дете. Со оваа задача сакам да ја видите моќта како родители, како ние ја креираме таа слика за нашето дете. А многу често креираме непријатна или непосакувана слика кај нашето дете. Ете, може би во лутина, во некоја динамика, во брзање, во без, ајде побрзај, каква влечка си станала, или како може сите да добијат 5, ти да добиеш 4, па смотана ли си, па глупава ли си.